Но за старт, за да можем да одработам платата... Читување на функцијата која ја извршуваш. Немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само... Дајте уште една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер, во аргументи. Дојдовме до крајот на годината, чекор по чекор, низ една политички долготрајна криза, но сепак заокруживме еден политички процес со изборите. Денеска беше конституирано новото собрание, а од година натаму велат здравје. Може ќе биде подобро, може ќе биде полошо, не верувам дека некој може да предвиди, но ние сме тука да анализираме, да предвидиме на основа на некои аргументи или предпоставки кои што ни се дадени за обработка. Ќе направиме еден мал рекапитулар ни што се помина Македонија годинава, може би ќе се вратиме и поназад со од аспект на тоа кои вечерва ми се гости. Значи, вечерва ќе дебатираме со госпоѓа Солза Грчева, доскорешен пратеник во Собранието на Република Македонија, до денеска. И со господинот Никола Србов, историчар и политички аналитичар. Добро вечер. Добро вечер, Србов. Грчева, како ви се чини новиот состав, ги познавате пратениците? Најпрво да се заблагодарам на поканата и би сакала сосема накусот да им пожелам на граѓаните убави новогодишни празници, релаксирани, да ја дочекаат 2017 во убаво расположение и добро здравје пред се. Бидејќи на политички план, очекувањата нема да бидат такви, но политиката не е поголема од животот, така да сметам дека овие турбуленции ќе си продолжат, но народот треба да се успокои, да си биде Мислите, оваа година што не чинеше, дека другата ќе биде... Мислам дека ќе биде уште полоша од претходната година, бидејќи претходната година некаква надеж постоеше за излегување од кризата, кај дел од луѓето постоеше секако, кај мене не. Многу пати јасно кажав на говорница дека со изборите не очекувам излез од кризата, сега се покаже дека сум имала право. Значи, сметам дека следнава година ќе биде турбулентна. Зошто сите ние очекувавме и бевме, како да кажам, изложени на мислење од речисти сите политички субјекти дека со изборите кризата на некој начин ќе биде надмината. Не велам дека ќе исчезне, но граѓаните баш очекуваат дека тоа ќе се случи. Не се случи. Зошто не се случи? Па затоа што ги имаме истите актери на политичката сцена. Бидејќи пржинскиот процес беше, 100 пати сум кажала, наказен процес, кој што не ни гарантираше, пазете, поинаков тип на владење по завршување, условно кажано, на кризата. Значи, во себе немаше вградено механизми на промена. Немаше вградено механизми за системски промени и реформи. Значи, не се однесуваше на некои суштински процеси, какви што очекувавме сите. Фактички, кризата, односно пржинскиот процес, само се насочи кон тоа да создаде некакви минимални фер услови, но за кого? Само за актерите во четворицата актери во пржинскиот процес. Затоа мислите дека 2017 да, мислам дека нема да се... Да, апсолутно. На што ги темелите предпоставките дека ќе биде полошо? Па како можеме да кажеме прво дека ќе биде подобро кога еве да тргнеме со ред. Се зборуваше прво за промена на изборниот модел. Тој си остана ист, бидејќи така им одговара на големите партии. Малите партии немаа никаква шанса да добијат ниту еден пратеник. Без плурализам во нашиот простор ние не можеме воопшто за демократија да размислуваме.
едните имаа голема предност во однос на другите. Второ, тоа беше тотално неинклузивен процес, затворен процес, нетранспарентен, и јас се сомневам дека таму повеќе се договарало одошто се преговарало. Да изборниот законник, финансирањето на партиите, поделбата на медиумскиот простор, исчезнувањето од масата на забелешките на Прибе, реформските зафати, избегнувањето од попис, што е клучна работа. Ја неколку пати ја потегнува во собранието и како пратеничко прашање и како тема за дискусија, тоа се одбегнуваше. Без такви суштински системски реформи ние си влегуваме обременети со сите можни проблеми и со истите актери на политичката сцена, освен овие малку, да речам, раздробени нови партии во албанскиот кампус. Се друго е останато исто. Значи, борба на врхушките која ќе надвладее. Дури не ни борба на партиите. Добро, започнете за врес. Србов, пред да почне емисијата, рековте годината што изминува е лоша. Дали не мислите така и на што, зошто мислите дека е лоша, дека завршува лошо или беше тековно? Годината тековно беше, целата беше тековно лоша, да не се повторувам, како што кажа мојата соговорничка, што се случуваше со тие пржински преговори, договори, одлагање на датуми за избори, месење на други датуми и така натаму и така натаму. Јас и претходно уште пред да бидат изборите кажав дека нема да следи после изборите дека веднаш ќе прекине кризата. Но ќе влеземе во процес на ставање крај на таа криза, во процес на решавање на кризата. Нареднава година не мислам дека би требало да биде многу по-лоша, би била по-турбулентна. Тоа не значи дека ќе има. Сега видете, нас ни престојат локални избори. Кој да направи влада, не знаеме каква ќе биде таа влада, па понатака што ќе се случува, но ќе биде турбулентна година. И се надевам дека политичките играчи на македонска политичка сцена ќе играат мудро и нема да внесат државата во нешто, во некои по-лоши или по-опасни игри. На сите мислите? Па се надевам, значи се надевам, више сме, видете, ние сме 25 години независна држава. Тоа во историска дистанца нешто не е многу, тоа е како еден ден да речеме, но мислам дека веќе имаме некој доволно собрано искуство и знаење што треба да правиме, но очигледно кај некои луѓе не отсуствува знаењето или незнаењето, туку отсуствува патриотизмот, ајде да кажам, државотворноста во нив самите и помислата за тоа што ќе биде со државата во иднина. Ке некои луѓе ги интересира очигледно само фотелјата и доаѓањето на власт, а воопшто не ги интересира како тоа ќе се рефлектира врз државата и народот во Република Македонија. И тоа е така многу жалосно за нашата земја. Србов, едно премолчно, како да кажам, не многу наметнато прашање, со сите оно што констатира дека избориве не ја реша кризата. Дали е изборниот резултат причина за тоа? Дали ако победата на некоја од партиите беше драстично поголема, ќе значеше и решавање или надминување на некои кризни ситуации, или мислите дека доколку беше резултатот во полза на ВМРО ДПМН многу подрастичен, пак немаше да дојде до смирување, бидејќи од спротивната страна го имаме господинот Зоран Заев, кој знаеме како реагира, тој едноставно не признава пораз. Човекот не признава пораз. Повторно ќе имаше обиди да се вадат некои изговори, па внатре партиски да треба да се правда пред своето членство. Сега бараат од него оставка, но нема да даде оставка од позицијата шеф на СДСМ, бидејќи има изговор дека тој ги довел до некаков поблизок резултат со ВМРО ДПМН. Тоа ја води партијата во едно многу турбулентно време во иднина и води кон подела внатре во самата партија. Бидејќи го имате таму и старото членство кој сака да се врати во СДСМ, но да не навлагам во таа тема, мислам дека повторно ќе имавме така да се изразам препукување, бидејќи Зоран Заев немаше да го признае резултатот, тој не го призна и претходниот, кога беше со не знам таму колку пратеници. Да беше обратно, да победеше СДСМ со голема разлика. Со голема разлика.
сметам дека ќе се стабилизираше, барем ВМРО ДПМН сметам дека немаше да прави да повлекува потези кои ќе наштетат на целото општество и со тоа на државата. Во тоа сум убеден. Госпожо Грчева, изборните резултати се такви какви што се. Како дојде до тоа, веројатно сите уште се прашуваат и се чудат. Е необично. Па беше неочекувано. А што се очекуваш? Па мислам дека сите прогнози, еве да ги земеме сите рейтинзи, да речеме, од најповолните за ВМРО, анкетите кои што ги прави Павел Шатев, па преку други анкети, па на ИРИ, која што за мене е релевантна анкета, да не се лажеме, но еве да ги земеме дури и опозицијските анкети, како што беше она на Телман, на рейтинг и така натаму, сите покажуваа од мало до големо водство на владеачката партија, тоа не се случи. Јас тоа го предвидував. Знаев, на некој начин пречувствував дека ќе биде мртва трка до самиот крај, бидејќи знаеме дека им дува во ветер во грбот на Социјалдемократскиот сојуз и меѓународниот фактор, кој што комплетно застана практично зад нивната идеја за соборување на оваа власт. Но, јас не мислам дека ако ВМРО ДПМН победеше со поголем број на пратеници, со поголема разлика, не мислам дека овој пат Социјалдемократскиот сојуз ќе можеше и ќе смееше да не ја признае таквата победа. Бидејќи сите зборуваа за фери демократски избори, 20 потписи беа ставени во пржино и немаше да можат, како во 2014 да не ги признаат изборите. Видете тоа победа е победа, дали е тесна или овако, таа треба да се признае. Значи, ја мислам добро, дека истото победата ќе може и беше. да се признае, формално да се признае, но тоа никако не значи дека ВМРО ДПМН ќе може да состави влада. Знаете, победата на крај се гледа. Точно е, ВМРО ДПМН победи со 2 пратеника, меѓутоа се уште немаме влада и не знаеме кој ќе ја компонира таа влада. Дури тогаш ќе знаеме всушност која е победничката коалиција која што ќе ја води државата. Победникот е ВМРО ДПМН кој доби најмногу гласови од граѓаните на Република Македонија на претходните парламентарни избори. Тој е победник. А доколку не се испочитува волјата на граѓаните ВМРО ДПМН да ја состави владата, ќе следиме не турбулентен период, туку не ни сакам да помислам на таква ситуација. Во Уставот стои дека носители на суверенитетот на Република Македонија се граѓаните на Република Македонија кои на избори одлучуваат кој ќе ја води нивната земја. Кој мислите ако не ја дозволи? Доколку се погази кој може да гласот на граѓаните, се одзема суверенитетот на државата. Да, ама кој може да го одземе гласот? Значи, ако има тие мнозинство, мандатот треба да го добијат од председател. Кој би ја погазил волјата на граѓаните? Доколку се оди во комбинации Социјалдемократскиот сојуз да прави коалиција со сите албански партии, некои такви... Не, доволни му се 2. Добро, 2, доколку се влегува во такви игри, тоа е многу опасно за државата. Значи, не е опасно за ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН ќе знае дека таа влада ќе биде многу кревка, многу лесно ќе ја бутна, ќе има простор да се ја зацврсне и партијата, да поправи многу грешки кои ги имаше направено изминатиот период, но е опасно за државата. Тоа воопшто не е опасно за ВМРО ДПМН. Ако СДСМ направи влада, да речеме, 1 година или, не знам, 10 месеци биде ВМРО ДПМН во опозиција. За партијата не е воопшто опасно, ама за државата е катастрофално. Па видите, кога ќе наметнете еден непишано правило, се победникот по логика треба да ги составува, да ја составува владата. Вие ако еднаш тоа го се извинувам го наметнете, од кај да знам во иднина што ќе се случува, значи во иднина може да се случува поразениот секогаш да прави коалиции, комбинации и да составува влада во Република Македонија. Истото е и со ДУИ. Значи, ми имаме едно непишано правило дека победникот од македонскиот блок и од албанскиот блок, веќе сме нели така поделени, ја составуваат владата во Република Македонија. Доколку ДУИ сега си го погази зборот и тоа правило кое пред се она го бараше како партија да се потпише, да се запише, доколку си го погази тоа и не направи влада со ВМРО ДПМН,
треба да има на ум и целиот албански електорат треба да имаат на ум дека утре на некои идни избори, кога ВМРО ДПМН ќе освои над 61 пратеник, тие ќе можат без никого да прашаат, бидејќи правилото се погазило, да си состават сами влада. Грчева? Значи, се извинувам, има пишани правила, има и повеќе знаете од мене во политиката, има и непишани правила по кои треба да се игра играта и да се води целата политика. А не можеме ние во каква ситуација сега сме се нашли моментално така да се прилагодуваме и да ги менуваме правилата. Видете, ова што го зборувате е значи пракса во сите демократски земји. Тоа го имате и во Германија, и во Англија, насекаде. Значи, воколку е тесен резултатот и воколку не може победникот да направи влада од X причини, веројатно за тоа и ќе стане збор зошто. Мислам дека е тоа во моментов проблематично, составува наредниот со коалиција која што може да собере доволен број на пратеници, но се согласувам дека таа влада ќе биде од краток рок, дека нема да биде стабилна, како што нема да биде стабилна ни она на ВМРО која што се разликува само во два пратеника. Што е поголема стабилноста на ВМРО со два пратеника плюс и која што исто така ќе мора во коалиција да стави една или две албански партии, од она која што СДСМ би ја направил, исто така со две албански партии. Ќе се испочитува правилото кое во иднина не би смел никој да го погазува дека победникот треба да прави влада. Знаете, кај нас се кршат и правила што се на хартија. Ние видовме дека и устав се кршеше. Мора да го промениме тоа, ја Ние мислам. видовме закони како се кршат. А камо ли непишаните правила? Битно е да се има чувство за моментот политички, што на вистина ни се случува. Ние не можеме да одиме со затворени очи. Значи, ни се случува една промена грандиозна, една тектонска промена на политичката сцена. Само што, за жал, мислам дека таа промена на политичката сцена може би ќе ја залечи на некој начин политичката криза, но не и општествената криза, затоа што сметам дека граѓаните нема ништо добро да очекуваат од она што ќе се случува на политичката сцена. Тие бенефитите на таква некоја развер од било кој победник во моментов. Од било кој победник во моментов, бидејќи имаме кревка влада, дури и уценета влада, ако сакате, и сметам дека нема да има на кого мислите вие? На која влада мислите? Кога говорите, имате предвид од кои партии ќе биде составена, бидејќи сега полемизираме, претпоставуваме, ама очигледно тоа се шпекулации, да речеме, се уште во зона на шпекулации. Теоретски гледано можат и едните и другите да состават влада. Мислите на двете дека ќе бидат кревки? И на двете, мислам дека ќе бидат апсолутно кревки и многу брзо ќе одиме ние на следни избори. Која ќе биде јачината на ВМРО ДПМН со 51 пратеник, плюс еве го ДУИ, кој што е несигурно како ќе изигра, дури и посигурна сум дека овој пат ќе оди со Социјалдемократскиот сојуз и со ДПА, да речеме, со два пратеника. Ве молам, нема да се состават никогаш внатре во собранието, нема да има 61 човек за гласање. Да, тоа не, тука се согласуваме дека владата нема да биде цврста и стабилна влада, апсолутно. Како што сме имале до сега. Тука се согласуваме. Нема да имаме и што е најважно, не гледам разврска на општествената криза во која што сме длабоко влезени. Не само на политичката криза. Сите гледаат политичката криза, а општествената, раслојувањето, омразата, поделбите, сето тоа како мислите дека ќе биде решено, еве било кој од овие ентитети да направи. Не може да се реши ништо, да ставиме рез и од денеска да се реши. Значи треба постепено да се решава таа криза во општеството. Но ја не гледам волја за тоа. Тоа е проблемот. Кој ни понуди таква надеж? Кој ни понуди таква надеж? Кој понуди лепак за составување на Председателот Иванов, знам, искочи со својот говор, кажа дека конечно треба македонците и македонските граѓани да се помират, политиката да биде алатка нели за водење на државата, не за прашање живот или смрт. И мислам дека конечно треба да влезе македонското општество во едно помирување и тоа нема да биде од денеска зутре, бидејќи такви процеси јас лично не признавам резови од денеска зутре и сега сме супер окей, помирени сме, тоа ќе трае. Има период додека се смират страстите, но верувам во македонските граѓани во нивната зрелост дека на вистина ќе се
пристапи кон еден процес на помирување, бидејќи сме А како го поделени замислувате? како историски, да ви кажам гледано, вака не сме биле поделени од периодот меѓу двете светски војни. Верувајте. Ама ви Кога се ликвидирале, тоа што имало други правила, се ликвидирале со оружје. Сега немаме такви методи, ама вака поделени од тогаш не сме били. Србов, како го замислувате обединувањето? Јас го слушав и председателот Иванов, тоа убаво звучи, ама од 90-тите години наваму со плурализмот ние и де факто се плурализиравме, ние се поделивме. По дефолт треба да сме поделени. Може би добива некои екстремни... Да нема омраза во тоа смисла, ама не обединување, ние да влезем во една партија или не знам што, с краја било. Ама вие повикувате, ама партиите не повикуваат на помирување. Значи, како се... Ние дебатираме тука, дајте луѓе од утре, смирете се. Па ете, дојдоа пражинците, се обидоа, па не знам, други медиатори, ни самите, ни со притисок, ние не успеавме сами да се доближиме. Прашино, мислам дека повеќе не подели отколку што нешто се обиде да не Затоа што во Македонија, веројатно на Балканот, ајде се помириме, ама по мое, нели, и дома кој ќе скараме, мажот и жената, после кавга, ама нели ти реков, јас сум право, дај да биде се од утре вака како што ти веле. Веројатно компромисот е тешко постиглив во... Ние немаме демократски партии. Тоа е изворот на злото. Значи, кога една партија не е способна внатре во своите редови да се демократизира, како можам да очекувам таа да понуди механизми за демократизација на државата и на граѓаните и на целиот простор? Вие имате сега ситуација, да речеме, во било која од големиве партии. Се сложувате со таа партија 90%. 90%. Значи, ја делите идеолошката матрица со таа партија. Основните линии ви се заеднички. Ако 5% се разликувате во мислењето, макар за еден човек во таа партија, за еден човек, вие сте линчувани. Вие сте изложени на таков еден тежок линч, што противникот, условно речено, од другата страна, останува без текст како партиите се однесуваат кон своите луѓе внатре. А камоли спрема другите. Значи, јас не гледам и сметам дека тоа Д, и тоа сум го кажала, тоа Д сите гордо го имаат и албанските партии, и нашите партии. Тоа Д да си го пребришат, подобро би било за демократски, па да почнеме од некоја нулта позиција. Значи, не можат однатре никако да се демократизираат и за тешки и скапи пари нам ке ни продаваат демократија, ве молам. Тоа е невозможна работа. Кога сте чуле вие во собрание, дали, еве, следите собрание на развиени земји, дали постои некаде, дали постои, да само со црвени и со зелени копчиња се работи едниот блок и другиот блок? Такво нешто нема. Во сите нормални собранија имате така наречени или конгрес, или сенат, зависи од организацијата, од структурата. Значи, имате лоби групи кои што работат цело време. Па поминува закон, да речеме, со 1/3 од едните, со половина од другите. Значи, никој не се плаши да отиде контра ставот, некаков си званичен став на партијата. Кај нас сме носто поплашени. Кои се тие? Зошто се плашени? Зошто? Затоа што осветата е брза и веднаш и 100%. Значи, тие луѓе веќе не смеат да сметаат на подршка од партијата, не смеат да сметаат дека ќе ги задржат своите позиции, дека нема да бидат омаловажувани, за нив нема афери да се отварат и така натаму. Кој да се демократизира, граѓаните, партиите или... Па граѓаните некако не успеваат да ги дотераат во ред нашиве партии. Се приклонуваат како навивачки клубови кон партиите. Ние сме веќе комити и шкембари. Ништо повеќе од тоа. Отворете ги социјалните мрежи, само изблици на тешка омраза и тешка подршка. Дали тоа што со векови, да речам, сме биле подведувани под некого, ни создал таква еден склоп ментален, да нам ни требаат херои. И на крај, за 5-6 години... Цел Балкан е така, цел регион. Веројатно и цел Балкан. За 5-6 години откриваме, како да сме се разбудиле од некој сон, откриваме дека нашиот идол бил далеко совршен. И дека не сме требале баш толку да му ракоплескаме. Некои не се разбудиле. Некои никош не се разбудиле. Така да, тоа е една ментална матрица, но должноста, поготово во еден ваков затворен простор, кој што не е плурален, да се разбереме. Имаме 2 кампуса, толку се. Друго, све е елиминирано. Милом или силом.
елиминирано од просторот, нивна е должноста и одговорноста да ги почнат тие процеси кај себе. Инаку, ја не гледам никаква шанса за некаква промена. Од овие вакви кои што се, ја не очекувам ништо добро. Направиме мала пауза за реклами. Добро, почнавме. Обединувачки, да речем на некој начин, но мислам дека не е едноставно да се дојде до тој процес. Ќе треба многу време, а и ќе не газат непоследните, ќе ги газат партиите дневните интереси од кои што во овој момент не верувам дека ќе може така лесно да се одлепат. Одиме со реклами, а потоа продолжуваме. Еве небо аргументи, Солза Грчева и Никола Србов. И обајцата во текот на досегашниот разговор, да не го наречам дебата, бидејќи досега не се искаравме, немаше полемика, многу големи разлики кои што знаело во студио да има и не мора, некојаш е добро. Говориме за изборниот резултат како еден, или тесниот изборен резултат, како еден од условите за продолжување на нестабилноста, да речем политичката криза во наредната година. На што се должи ваквиот исход Грчева-Србов? На платформите, на пиарот или на нешто трето? Како се дојде до ова? Јас не верувам. Како да имаше нешто ново во оваа кампања, нешто старо, нешто ново, што како да ги помести очекувањата за кои што вие говоревте? Еве да тргнеме со ред. Прво мислам дека пиарот на ВМРО беше лош. Беше стар, веќе видена работа. Секој ден по 20 пати слушавме проекти. Луѓето не знам и што подразбираат под проекти. Проекти е и чашава да ја тргнам од овде до овде, а и да направам некоја вистинска реформа. За реформи и не слушавме. Фактички зборувавме само за проекти. Мислам дека на луѓето веќе им досади истата реторика да ја слушаат секоја година, за разлика од тоа, Социјалдемократскиот сојуз имаше една помодерна пиар стратегија, тоа се гледаше, многу пари беа истурени и тоа се гледаше. Она што не ми се бендисуваше и кај едните и кај другите, се обидуваа да го копираат едните од другите, зошто не би гласал за тој другиот? Па едните 100 причини зошто, а другите 1000 причини зошто. Тоа беа, да речам, вака еден поттикнување само на говор на омраза и омаловажување на противникот. Тоа беше дел од таа негативна црна кампања. Она што Социјалдемократскиот сојуз како исчекор нов го направи, тоа беше онаа етничка понуда. И пред таа не можеме да затвориме очи. Значи, сакајќи да понуди една граѓанска агенда, обединувајќи ги граѓанските движења, оние што се блиски до опозицијата, какви што беа шарената револуција, какви што беа разните пленуми, пред студентскиот пленум како најголем, се очекуваше да понудат една граѓанска опција. Тие се, впрочем, и граѓанска партија. Меѓутоа, отидоа со една понуда за мене неочекувана. Тие можеа да имаат и албански, зошто да не пратеници на своите листи, како што имаат и, не знам, турци, срби и така натаму. И тоа е се во ред, но тие, понудата кон албанците им беше етничка. Не им беше кон турците таква, не им беше кон ромите таква, не им беше кон србите таква, но кон албанците, како најголема популација после македонската, им беше етничка понуда. Имаше разни обиди да се тоа закамуфлира, дека еве арачиновци ќе гласаат затоа што немаат канализација, пак им донесе Заев канализација. Тоа за мене се провидни аргументи. Тие се закачија најмногу на двојазичноста, која што се понуди без никаква потреба, бидејќи јазик се учи од потреба, не се учи со декрет некој. Ако ви нареди да го учите јазикот, нема никаква потреба од двојазичност, кај нас тоа се уредено во Уставот, фактички рамковниот договор е јасен и тој е преточен во Устав и тие права се унапредуваат секој ден. Значи, она што беше различно во досегашните понуди,
е таа етничка компонента која што па очигледно му донесе и многу гласови на Социјалдемократскиот сојуз. Се лицитира од 50 до 70 илјади гласа. На албанците, мислите? Од албанците, што е еден феномен нов. Што ако не беа тие гласови, разликата ќе беше многу различна Нов во феномен е пратеничките тој, места. бидејќи кон нив не се отиде со граѓанска агенда, туку со етничка агенда и во тој случај оние флоскули на граѓаните им нудиме со нас се граѓаните, ние и граѓаните, не ми се баш многу веродостојни, бидејќи кон албанците беше понудена етничка агенда. Без многу основа, бидејќи знаеме дека секој посериозен зафат на тој план потребно е 80 пратеници да го изгласат во парламентот, а тоа е невозможна мислите, мисија. за се истрча ВМРО, тоа беше намерно направена формална ракавица за потоа да се движи се околу тоа, или беше несвесно, или беше Па ми се чини да, не фрли еден договор? спореден колосек, наместо да се фокусираме на реалните проблеми кои што ги има, на економските проблеми. Тука во економските платформи беа многу слаби двете партии, ги анализирав и ги читав. Од ВМРО ништо ново, освен како што реков проекти, па се нарекува проект. Ваму имаше исто така едни нереални ветувања за многу високи минимални плати, просечни плати и така натаму. Ако сето тоа се стави на хартија, банкротот ќе не е неизбежен за пола година. Пред се тврдите дека сме најзадолжена земја со јавен долг над 50%, а потоа ветувате на сите зголемени субвенции, зголемени пензии, зголемени плати, зголемена средна просечна плата и така натаму. Значи, тие ги множам со нула сите економските понуди, беа тотално нереални. Да не влегувам во образование, во здравство, таму не видов ни една системска реформа. Значи, не скрена на спореден колосек со оваа етничка агенда и практично му се намести некако на ВМРО ДПМН да бидат напаѓани дека еве тие прават отстапки на албанците, дека се уништува државата и така натаму, унитарноста е доведена во прашање. Но тука е една замка ми се чини и игра, бидејќи ако анализираме овие 10 години владење на ВМРО ДПМН со ДУИ, донесоа големи бенефити за албанците. Дали тоа ВМРО ДПМН сака да го признае или не сака да го признае пред своите гласачи, пред своите поддржувачи, но факт е дека ДУИ работеше на таа агенда. Не може да се оспори се што ДУИ направи во овие 10 години, бидејќи јас бев во собранието кога изгласавме, се изгласа нов државен универзитет, албански трет во државата, во една мала држава, во Скопје, лоциран во Скопје, мајка Тереза. Во време на владењето на ВМРО ДПМН помина амнестијата на хашките заробеници, значи на оние кои што беа оптужени во Хаг за многу големи злосторства врз македонското население. Без збор си поминаа низ собрание. Секојдневно се менуваат табли на училишта, на гимназии и така натаму. Се наполни администрацијата со албанци, со припадници на албанската етничка заедница. Се официализираше албанскиот јазик Сега, кога во говорите за многу тоа како институции. негативно или како позитивно се Не, јас говори? го зборувам како факт? дел од Како? тие работи како позитивни. Се разбира, не менување на таблите од училиштата, тоа секако не, но правата на етничките заедници мораат да се унапредуваат. Тие не можат да седат скаменети во просторот и времето. Значи, тие мора да се унапредуваат. Ова е наша заедничка земја и ние мора да живееме заедно, да кохабитираме и не ги гледам како негативно. Меѓутоа, ова што се отиде чекор понатаму, се радикализираат тие барања, го сметам за непотребен изглед, односно му бил потребен на Социјалдемократскиот сојуз. Еве видовме зошто за гласовите на албанците. При тоа нагласувам дека сето тоа е неостварливо. Добро. Србов, ако веќе почнахме од кампањите од формален аспект, дојдовме до некоја суштина која и
вие сте биле присутни, сте анализирале токму ева нешто што прерасна во некој карактеризира во федерализација, во националистички говор. Ова огнена топка што, како што вели Грчева Заев ја пушти во текот на кампањата, зашто ВМРО ДПМН се фати. Дали во сите изминати години, додека ВМРО ДПМН коалицираше со ДУИ, навистина ништо не направи за албанците, или пак од аспект на пиар не беше доволно афирмирано како чекори кои што на една етничка заедница важна и е понудено во текот на годините се напредуваат и однос. Дали се срамеше ВМРО ДПМН? Вака, може прво за кампањата. Да. Значи, ВМРО ДПМН одеше со кампања со проекти, кампања каква што секој граѓанин и сите граѓани, не знам, во Западна Европа очекуваат од една влада која бира да им понуди проекти или решение на нивните проблеми. И самата кажавте дека наместо да се фокусираме кон решавање на проблемите кои не засегат, ние се фокусиравме на ова Заев што го фрли. Значи, ВМРО ДПМН започна со така. Се дали ги нарекувале проекти или ги делеле вака така во програмата, сепак се започна кампањата во таков процес. Зоран Заев, мислам дека тоа свесно го кажа со намера за албанските гласови, но мислам, претпоставувам, не беше сигурен дека тоа така ќе експлодира во македонската јавност, она што го говореше во Швајцарија, бидејќи во програмата на Социјалдемократскиот сојуз истото тоа што го говореше во Швајцарија е запишано, само спакувано со друга терминологија. Не така експлицитно како што беше таму. И тука ВМРО ДПМН веднаш, знаете, секој политички противник ќе се фати за тоа прашање во кампања, во предизборна кампања. Но ВМРО ДПМН има еден проблем кој му се протега низ сите овие години на независна Република Македонија, а Социјалдемократскиот сојуз толку добро го користи тоа, што мислам дека го има ту совршено до перфекција. Значи, ВМРО ДПМН, Социјалдемократскиот сојуз успеа ВМРО ДПМН да направи антиалбанска партија во очите на македонската јавност. Историски, политички, како сакате земето, ВМРО ДПМН или ВМРО како символ на оваа партија која го носи, никогаш немало антиалбанизам во своите редови или во својата идеологија. Напротив, ВМРО било секогаш за соработка со албанците во Република Македонија. Сакате во 19 крај на 19 век, сакате по Втората светска војна, значи во кој период и да збориме, ние ВМРО организациите кои биле составувани во Македонија од тие ВМРО-вци биле за тесна соработка со албанците. Каде јас го лоцирам проблемот за тој антиалбанизам кој му се налепи на ВМРО ДПМН, а јас сум убеден дека тоа го направија службите за државна безбедност во 90-та година. Веднаш по изборите во 1990 година, на кој победи ВМРО ДПМН, уште во предизборната кампања им се налепи етикета дека се радикални и дека се против албанците во Република Македонија. Тогаш намест дека ВМРО ДПМН, бидејќи таа тема имам истражувано, имало состаноци со ХДЗ, со хрватски партии кои им кажувале на раководството на ВМРО ДПМН дека мора да состават партија со една албанска партија, да состават влада со една албанска партија, и тоа од раководството на партијата било прифатено, но помеѓу членството веќе било многу раширен тој антиалбанизам кој бил вметнат натре во политичката партија. И тука доаѓаме во една многу луда ситуација. Социјалдемократскиот сојуз во тој период кога збориме како наследник на комунистичката партија која има ликвидирано најмногу албанци, се представува како заштитник на албанците. Пајде да не се враќаме наназад што правеше 94-та за едно знаме во Гостивар, тоест 97-та за едно знаме во Гостивар, како ги тепаше, ги убиваше, за една кутија петарди 92-та на Битпазар го прати цело МВР, ќе ликвидираше цел Битпазар, се што има албанци тамо. Па кога протестира за факултетот, исто така им влезе со цела полиција. И сега таа политичка партија вие ја представувате како заштитник на албанските интереси во Република Македонија и со граѓаните албанци се налепуваат на тоа. Мене тоа не е јасно како тие забораваат кој што правил во оваа држава, а од друга страна имаме ВМРО ДПМН која од 98 година како победи на тие парламентарни избори, прво што направи беше да ги ослободи сите политички затвореници албанци.
Од 98 година за прв пат почна албанците во закон, во устав да ги добиваат своите права. Секогаш кога ВМРО ДПМН на власт, албанците и другите малцинства, значи не само албанците, и другите малцинства ги добиваат сите своји права кои им припаѓаат со сите декларации од обединетите нации. Тука се протега една, тоа е, не знам како збор да искористам, перверзија, кога на партијата која најмногу допринела за правата на граѓаните на Република Македонија и лепите една етикета дека она е антиалбанска, шовинистичка, националистичка, а вие се представувате како најголем поборник за правата, притоа вашата партија има убивано, ликвидирано, затварано, тепано, газено албанци низ цела Западна Македонија и низ цело Скопје. И тука ВМРО ДПМН има голем проблем. Предпоставувам како тоа да го отфрли од себе. Како на кој начин возврати, да речеме, во таа битка на ова што велите вие ВМРО ДПМН? Значи, Социјалдемократскиот сојуз доведе до една ситуација во јавноста. Да излезе од тоа мнение за кое што говорите, во јавноста доведе до една ситуација дека доколку вие или јас се залагаме за зачувување на суверенитетот на Република Македонија и се залагаме за целовитоста на Република Македонија, ние сме антиалбански расположени. Значи, доведоа, јавноста да има еден таков печаток. Ако јас зборувам дека не сакам Македонија да се подели, јас сум против албанците. А онако зборува дека ќе воведува кантони, тој е голем демократ. Тука ВМРО... Значи имаме разлика меѓу ветување и реално остварување. Да, двете партии, тука зборувам за реториката и за ставовите. Да. Ако јас кажам дека сум против поделба на мојата држава и против редефинирање, по дефолт јас во јавноста ќе бидам националист, ВМРО-вец, антиалбанец, а доколку некој се залага за тоа, тој е голем демократ. Значи, јас не зборувам за тесни ровови пикање во своите етнички заедници, но кога станува збор за државата, бидејќи јас комуницирам со многу албанци, и се дружам со многу албанци, кога станува збор за државата, мора да си има рамка до која смеа додат политичките партии, а не вие во борба за победа ги поминувате сите граници, ветувате 70.000 албански гласови добивате, нешто што не се случило сега, затоа го имаме овој резултат. Доколку тие 70.000 албански гласови не беа на контото на Социјалдемократскиот сојуз, денеска ќе имавме скроз различна слика, додека ВМРО ДПМН си ги сочува тие 450 на 450.000 гласови кои им се стандардни последниве неколку изборни циклуси. И сега 70.000 гласови доаѓате до овој резултат, но јас сметам и убеден сум во тоа дека 70.000 гласови повеќе Социјалдемократскиот сојуз во иднина од албанците нема никогаш да добие. Ово им беше прво и последно. Крчева, коментар, реакција, реплика? Па има една наша поговорка убава, која што вели не ме гледај што правам, гледај што зборувам. Веројатно ВМРО ДПМН требаше многу појасно и погласно да зборува за своите придобивки, за придобивките кои што ги овозможил во заедничкото владење во сите овие години, а тие тоа не го праве. Значи не го правеа. Дали кокетира со национализмот кај своето гласачко тело? Веројатно да. Апсолутно, јас колку што имам, извинете, колку што имам сознание, и гласачкото тело на ВМРО ДПМН не е некој да ги мрази албанците, туку си едноставно си сака државата. Да, си ја сака државата, но тие некои сега да се преска, извинете што значи тие некои невладени граѓански организации кои ни излегуваат овдека нас во општеството, тие се тие кои лепат такви етикети, доколку си ја сакаш државата, ти си националист, ти си шовинист. Не, имаше и изблици многу невкусни, како оние песни што ги слушавме на протестите. Не сакаат албанците кај нас да бидат нарекувани ни шиптари, ни индијанци, ни било што. Треба да се нарекуваат онака како што тие сакаат да бидат нарекувани. Апсолутно, со тоа се согласувам. Тоа едноставно недопустива таква реторика и таков начин на однесување. А се согласувам и јас бев сведок во овие години дека навистина кохабитираа добро, дека се направија многу работи. Еве и двојазично собрание, имаме Скопје, општини каде што се тие во мнозинство, никој нема никакви комплекси. Во собранието
Секогаш сме правеле свечени вечери за албански празници, за празниците на муслиманите со полн респект кон нив. Но тоа не успеа ВМРО да го промовира како своја политика, како своја долгорочна една стратегија на кохабитација со албанците и така натаму. Тоа е грешка на ВМРО. Не создаде имидж. Не создаде таков имидж. Тоа апсолутно не се случи и другите сватија таа работа, фатија таа шанса. Видовме на сите митинзи, имавме врзани знамења македонско и албанско. Луѓето ги гледаат тие визуелни пораки. Луѓето ги слушаат и песните на опозицијата. Така да, знаете, не реагирате вие само на нешто што се случува реално, колку луѓе сте вработиле, туку и дали утре нема да ги навредите заради тоа што се или нема Јас не верувам дека албанците, извинете, гласале за тие врзани знамења. Гласаа за ветување, кои им беа ветувања давани огромни финансии кои се истурија во предизборието. Не можете само така да ги поедноставите работите. Веројатно, јас ги слушав и пораките на тие митинзи, беа доста заводливи за сите етнички заедници кај нас. Знаете, не можете, тоа исто се однесува на Социјалдемократскиот сојуз и тоа беа моите замерки со години. Не можете да го победите оној кој што ви е противник ако не го познавате доволно. Не можете вие така еднослојно, еднодимензионално да го анализирате само ни својата визура. Не можете, едноставно, вие сте се заковале во некоја собствена визура и покушавате да ги објасните сите феномени преку тоа. Многу по-комплексни се работите, многу по-комплицирани се работите, за да можете да ги сведете луѓето на едно или на друго. Како што бевме сведувани со 10 години предавници и патриоти. Сега се знае дека патриотите, ако се толкави патриоти, тоа е на сметка на некоја друга етничка заедница. Значи, црно-белите работи во еден момент се враќаат на еден или на друг. Некому ќе му се слеат на контото, некому ќе му се одземат од контото. А не се црно-бели работите во суштина. Постојат нијанси на сиво. Но тие нијанси на сиво треба граѓаните, за жал, да си ги препознаваат и да ги селектираат. Ај прво едни реклами, па потоа Стрвов така да му прашам нешто. Време е за вториот блок реклами. Елит Стейкхаус, омилено место за љубителите на гастрономските задоволства, каде секој оброк испреплетува живописна низа од чувства. Менито нуди избор за сечи вкус, а врвот на задоволствата се вистинските американски бургери, стекови, ребра, пилешки крилца, ракчиња, во кои крцкавото се меша со сочното, миризливото со вкусното, послужени по теркот на најлуксузните ресторани во светот. Првиот стейкхаус во Македонија, во склоп на хотелот Елит Плаза до универзална сала во Скопје. Елит Стейкхаус. Ве очекуваме! Ова не е обична наградна игра, ова е шпаркастична наградна игра. Со секоја трансакција од најмалку 300 денари, со вашите картички Mastercard и Maestro добивате една, а со безконтактната картичка Mastercard Debit дури двојна шанса да освоите вредни награди. iPhone 7, скутер Piaggio Liberty и неодоливата Opel Astra. Само со платежните картички Mastercard од Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Што е различно за уметност и професијата? Квалитетот. Направи нешто уметничко, значи направи нешто најдобро. Моторот е срцето на автомобилот, а голема гордост е да си има поддршка од квалитетно италијанско моторно масло. Пакело е 100% изработено без рециклирање, масло за кое стојат брендови како Ферари и Ламбурџини. Пакело е мојата добро чувана тајна, со која јас, Игор Стефановски Иџе, освои 2 европски шампионски титули. Пакело, бренд различен од останатите.
Добро, еве сме во третата третина од оваа емисија Аргументи. Господин Србов, едно сериозно прашање на кое што верувам нема да одговориме ни вечер, иако сме отварале во неколку дебати со вас. Овој принцип на кој што инсистирате дека е прагматичен и добар, да победничките партии од албанскиот кампус и македонскиот коалицираат, од политички принцип да го претворите во правило. Колку е тоа можно и колку мислите дека тоа е исправниот начин на водење на државата. И што би било спротивниот принцип? Да речеме, рековте дека ако во иднина ВМРО ДПМН има 61 и повеќе пратеници, ако сега ДУИ не го испочитува и тие нема да го испочитуваат тоа. Може ли во историјата пак една македонска партија или две македонски партии да формираат мнозинство без албанска партија? Значи, треба реков за ДУИ реков да го имаат тоа на ум дека може да се случи. Дека и како што они би биле непринципилни и овие може да бидат непринципилни во иднина ако освојат, како што знаеме дека освојувале над 61, и ако ДУИ победи пак и овие освојат над 61 пратеник ВМРО, сами може да се остават. Значи, теоретски кажувам, треба да го имаат тоа на ум. Ама тоа е принцип на ДУИ, ако победи некоја друга партија, можеби тоа не е. Дека не принципилно. Иначе околу ние сме мултиетничка држава и претходно се составува влада, македонска партија составуваше коалицираше со албанска партија, тоа се воспостави некој правило уште од осамостојувањето на Република Македонија, поточно од падот на експертската влада, кога Бранко Црвенковски успеа да ја состави таа влада, бидејќи ВМРО ДПМН не успеа да состави влада со албанците, и од тогаш се воспостави тоа некое правило. Да се остават само македонски партии, кои на пример што рековте ВМРО ДПМН и СДСМ влада, на страна мултиетничноста и такви работи, тоа е веќе едноумие, тоа не се гази плурализмот, се гази демократијата. Тоа не е мој став, само како што зборувавме. Повикот за помирување кај некои луѓе обични, кои што може би синдромот на антиалбанизам или сваќањето на македонските национални интереси како од народ, предизвикуваат потреба од зближување на двете партии да формираат една македонска влада во македонската држава. За напредок на македонските обичното размислување на обични граѓани. За напредок на македонските интереси треба да има борба на идеи. Докато сите влезат во една влада, како што сега имавме изминатиот период, ние немавме опозиција, сите беа во владата. Тоа ја оттупува и државата и ја враќа назад. Значи мора да има борба на идеи за ако сакате да ги сочувате националните интереси и општеството да оди напред и така натаму и така натаму. Затоа апсолутно не треба ни да се помислува на некоја таква идеја. Сите македонски партии се соберале во една влада, а тогаш албанските партии правеле некоја друга влада. Мислам, тоа е трагедија и во од федерализација во конфедерација. И од секаков аспект тоа е буквално газење на самата демократија. Грчева, идејата на Заев, за која што говориме и се говори, и вие споменавте дека беше фрлена како предизвик до ВМРО ДПМН, на која што најверојатно, да речем условно наседна или ненаседна, од каде му дојде? Беше голема пиар агенција стоеше зад Социјалдемократскиот сојуз. Може би не сте запознаени, но малку да се нашегувам, еден мој поранешен пријател од Куманово знаеше да рече од куде ти тој памет? Како таа идеја? Па, не сум од оние кои што ги сакаат теориите на заговор, испрочитавме се. Дека сме играчка во рацете на голема геостратешка игра, дека амбасадори, односно нивните земји, амбасадорите се само представници тука, дека тие кумувале на ваква една ситуација, на една ваква идеја. Конечно, кога пресметале дека нема да има доволен број на македонски гласачи за приближување на двете партии, дека јаки пиар агенции биле во игра, дека големи пари биле во игра, така да не можам да шпекулирам, но како што реков, противникот треба да гледа отаде овие заговори и да си ги бара кај себе грешките, за да може да се одговори на прашањето што му се случи и како му се случи. Значи, не може се да се стави на картата на тоа дека еве сега ВМРО ДПМН е жртва на, иако воделе во рейтинг листите, дека е жртва на еден
планетарен заговор за негово елиминирање од политичката сцена и издигнување на Социјалдемократскиот сојуз. Секогаш прво кај себе треба грешките да се бараат, како тие дозволија до ова да дојде. Се разбира дека тука многу има влијание и бомбите, кои што допираат до сите, и до македонците, и до албанците. Формирањето на... бомби. Немаше многу албански бомби, но Не сакаше да ги речам, чепка албанците. Не сакаше, тоа е Шуваше точно, за дуи поготово И тоа беше е принципилноста, поштеден. мислам. Немаше тука принципилност, тука имаше една дозирана И тоа сака да кажеш дека вистината за Македонија не е тоа една гола, најниска и најмизерна Не кампања. сакам вистината да кажам дека е тоа за Македонија. Вистината за Македонија ќе си ја каже и си ја кажува оној народ кој што преживува, кој што не може ни детето на лекување да си го испрати. Тоа е вистината за Македонија. Не е ова вистината за Македонија. Многу луѓе не ги тангира, но факт е дека на вистина албанските партии беа поштедени во целиот тој процес, но да не заборавиме да речеме монструм тука се зачна, Сопот и така натаму. Остана да виси во воздух што беше диво населје, зошто не се случи. Значи, имаше тука елементи кои што го тангира и албанското население. Велам, не сум поборник на теориите на заговор и треба оној кој што не изгубил апсолутно во бројки, тоа е се уште напред, но падот да се анализира зошто и како му се случи, тоа би било пореално. Што се однесува до таа работа која што он ја фрли како етничка коска на политичката сцена, таа е тотално нереална. Ја мислам дека и албанците треба да бидат свесни дека до такво нешто не може да помине ништо од тоа во парламентот. Поготово еве денес дуи излезе со став дека нема да бараат отварање на устав, не очекуваат бинационална држава, значи ништо двојазичност ако не е бинационална, jer двојазичност е услов, е вовет во бинационална држава. Значи и тие ги спуштаат своите очекувања и барања. Тоаш, што да очекуваме ако албанците не добијат тоа? Треба да чекаме 500 евра просечна плата, рековте дека ќе заглавиме со што тоаш кој на што да се надева со било која влада или владата? Јас реков, никој ништо. Значи тука сум многу децидно и јасна. Оној кој што не може гордо тоа дето да го поднесе во својата... Значи, вие од било која влада не очекувате никакви позитивни промени? Не очекувам апсолутно. Прво ќе биде нестабилна таа влада. Прво ќе биде нестабилна и краткотрајна таа влада. Бивша партија Социјалдемократски сојуз? Ќе биде краткотрајна и нестабилна било кој сега да формира влада. Не само што нестабилна, ветувањата беа големи за граѓаните. Ветувањата беа големи, ако ги погледнете економската ситуација во земјата, нема никаков основ за овие работи. Полно пати кажав и полно пати зборував за тоа дека ќе го ценам оној политичар во ваков момент, економско, политички, социјален момент, кој што ќе каже на граѓаните отворено. Ситуацијата е тешка, Македонија е заглавена на спореден колосек, никако да се откочи композицијава да тргне кон европеизација, не кон Европа нужно, кон европеизација, кон модернизација, кон повисок стандард. Дајте да се фокусираме на тие проблеми. Уште само едно прашање до вас и немаме време, сакам со Србав да завршам. Ветувањата се кажуваат не мора да се остварат, но тоа што на наредните избори се плаќа цехот, ако ништо од тоа не се... Па знаете, мислам дека кусок ќе трае оваа влада, се уште ќе се занимава со... Ако една власт опозицијска, ако дојде формира влада, ако до вчера велела државата не чини, криза, економија, политика, не демократија, за брз период ќе треба да покаже нови точки светли во тунелот и од тој момент да кажува сега е добро и убаво. Или ќе продолжи да вели, оние старите на заглавија, сега ние не можеме за брзо време да се оправиме. Дали ќе бидеме сведоци на нешто такво, ако, да речеме, се формира влада на СДСМ? Да, ќе бидеме сведоци на ова последното што го рековте. А што ќе чекаме ако ВМРО продолжи да влада? Ќе биде она што вие го рековте последното. Значи, некои ситни работи можеби ќе се... Две дупки и повеќе се некоја дупка ќе се пополни, меѓутоа системски промени нема да можат да направат и нема да направат.
Ако вие, еве ќе ви кажам еден За прост СДС пример. говориме, така? И за едните и за другите, но И за еве за ВМРО. СДС нека Добро, биде. сакам да направам Ако разлика. СДС каже ќе го укинеме екстерното образование, како што ќе го укинат, тоа е најлесна работа да го укинете, од денес ќе го нема. Сте го решиле образованието во Македонија? Не. Уште повеќе сте го загрозили и онака кревкото образование. Значи, јас не гледам во програмата никакви системски реформи и тоа што ме загрижува. На страна фактор што мислам дека немаат ни време да заседнат за да остварат на вистина системски реформи. Но знаете, за системски реформи треба многу знаење, многу капацитет, многу искреност, голема има или го нема? посветеност, дефинитивно не. Србов, ваше мислење за владата, што ќе биде формирана, ако е политичка, ако не е концентрациона, за кое што однапред рековте дека е погубно за Македонија. Ќе има ли време да се справи и да направи нешто, да продолжи понатаму ако е ВМРО или ќе го смени курсот? Што очекувате? Еве дури да формира ВМРО со дуи влада. Шеф типата. Нека што да очекуваме и за кој период? Веќе кажавме дека таа влада јас стојам на тоа дека ќе започне да се смирува целата ситуација, нема да бидем цврста влада, но ќе влеземе во еден процес на смирување. Нас не очекуваат сега локални избори. Ние не смееме да се дозволиме за време на кога ни доаѓаат локални избори да немаме влада. Тоа ќе биде хаос. Значи мора да има влада која ќе ги нели она формално не ги спроведува изборите, но мора да има влада бидејќи ќе имаме избори. На пролетни доаѓаат мигранти на граница. Може би нема да дојдат. Не, ќе дојдат по сите предвидувања и како се водат политиките, како што можеме да видиме, ќе ни дојдат мигранти. Ние мораме да имаме стабилна влада во Република Македонија, да се поминат овие турбулентни времиња и удари кои ќе ги трпиме сега периодов, па после тоа можеме пак да правиме дали ќе правиме избори или што ќе правиме, се едно. Може да се прават и други комбинации. Јас стојам на ставот дека ВМРО, ДПМН и ДУИ треба да се остават влада. Добро, ја реков ако се остават влада. Така, не, бидејќи го земам како готова работа. Бидејќи од историски аспект 90-та година ВМРО, ДПМН ги доби изборите. Освои 38 пратеници наспроти 31 на Социјалдемократскиот сојуз. Тогаш поразениот Социјалдемократскиот сојуз ја создаде владата по уривањето на експертската влада. Знаеме што се следуваше подоцна со Македонија. Каква беше комуникацијата со Република Грција околу спорот зимето, какви беа сите услови преку кои и уцени преку кои Социјалдемократскиот сојуз така ноншалантно преминуваше и се прифаќаше. 94-та година ВМРО, ДПМН ги бойкотираше изборите. Социјалдемократскиот сојуз си напри влада, своја опозиција. Преминавме преку најкриминалната транзиција во Република Македонија и 2001 година, кревајќи ги тензиите помеѓу албанците и македонците, дојдовме до војна. Не смееме повторно да влеземе во таков процес. Може ли ова еден дел од историјата беше 94-та година кога СДСМ направи своја беше сама во парламентот. Може ли сега како што 2014-та СДС не ги призна резултатите, да речеме и да не ВМРО, ДПМН да не ја призна оваа влада, ако се случи таа да формира мнозинство, да најде некој изговор и тие да останат надвор од парламентот, да се повтори вајс верза обратна ситуација. Не знам дали може, но јас знам што би кажал дека не треба да се остане надвор од парламентот, да го правиме тоа што го правеа до сега социјалдемократите, мора да се биде во парламентот да се бори. Значи институционално сметате дека сега битката па сега имате институционални паралелно со нив и вонинституционални битки, но треба да се остане тоа бидејќи еве пример како ни кажува 94-та година социјалдемократите си направија со некоја либерална партија која беше таму ограно од својата партија, таа им беше опозиција, овие гласаа закони за вака да се преземаат. Смеем ли да го направи тоа ако да речеме случајно ВМРО, ДПМН сега не го признае тоа, сами да влезат во парламентот и да тераат како 94-та или како еден дел од пред да почне кризата кога ВМРО мислам дека смее, но не би било добро. Зборот смее во политички смисла. Не би било добро. Мислам дека системот со бојкот треба да се прекине. Апсолутно, многу е помоќна собраниската говорница од секој прес што ќе го направи. Да, апсолутно. Никаков прес не може да компензира работа во собрание, борба пред граѓаните, отворена,
да тие гледаат кои се политиките на едната и на другата партија, така да сметам дека е тоа не би било контрапродуктивно, би било да се бойкотира собранието. Многу тешко ќе оди составувањето на владата и крајно неизвестно е, дури јас мислам дека поголеми шанси има Социјалдемократскиот сојуз, како што стоја сега работите со однесувањето на албанските партии. Но, ќе повторам, значи, не би сакала, ова е една, мое лично размислување, да се повторат популистичките политики, да се направи една рециклажа на оние сите политики кои што не доведоа до овде. Во тој случај, како што реков, политичката криза може би ќе се призалепи, нема да биде таква жестока, еве ќе се отиде на локални избори, но кризата општествена и понатаму и безбедност. И безбедност, да не забораваме. Така. Ви благодарам на анализите, на аргументите што ги изнесовте во оваа емисија Аргументи. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието, а вам особено што дојдовте во еден од тие предпоследни денови од годината што одвоите време за тоа. Благодарам. Пријатно, почитувани гледачи. Ја не ви исклучил можноста да 94-та но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија.